председателе. Колешке Костадинова, вие ја ставивте расправата за расправа на локално ниво. Факт е дека овој пат, регионален пат, го користат голем број граѓани, и тоа не само домашни, туку и странски граѓани. Факт е дека вие ја пуштивте патарината, а не нашата власт, ние кога бевме на власт. Факт е дека од 2016 година па се до денес, вие ја практикувате и ја водите државата. Кога веќе спомнавте за локалните проблеми, и вие, колешки, имавте локалната власт 4 години. Од вашата програма за живот, ама баш ништо не остваривте. Уште ви стојат ветените проекти неостварени. Може и да ве подсетам. Ветивте реализација на индустријска зона Пардејци, спортско-рекреативен центар, гасификација на општина Гевгелија прва фаза, катна гаража, градски парк. Од ова остана само едно видео, кое до ден денес ќе остане во општина Гевгелија, проекцијата негова. Лага до лага. Барем еден од овие проекти кои ги имавте во програмата за живот да беа завршени или отпочнати. Затоа мислам дека и загубата на локалните избори ви беше 2400 разлика. Понатаму, за сегашниот градоначалник Сарамандов, кога ја превзема власта 2021 година, ја превзема во најголемата енергетска криза, во период кога државата се наоѓаше во најголема енергетска криза. Замени 3500 натриумови со лед сијалици. Трошоците ги намали за 60%. Од 131.000 киловат-часови колку што трошеле старите светелки, сега трошат 59.000 киловат-часови. Значи, тој работи како што треба. Ја заштеди општината за 2.200.000 денари. За овие 2 години го оствари проектот кој вие го имавте во ваши раце 4 години од КФ банка. 2,5 милиони евра. Ги реализира овие пари, а вие ги имавте, како што реков, 4 години во ваши раце, ништо не направивте. Затоа што сакавте да ги реализирате во градска средина, а тие пари беа наменети за руралните населени места. За само 2 години ги искористи овие средства, ја изгради атмосферската канализација на 1/3 од градот, со тоа го реши долгогодишниот проблем на гевгеличани и нема повеќе да имат проблем со поплавување. Понатаму, започна со овие средства со изградба на нова водоводна линија во селата Марзенци, Негорци и Пардејци. Се заврши патот до Ума, се реконструира младинските домови во Моин и во Богородица, направи реконструкција на 2 спортски игралишта, се изгради нов стационар за бездомни животни, се отвори патот до новата депонија, која исто така вие во ваше време требаше само пат да изградите, затоа што новата депонија беше изградена од претходната власт, локална власт на ВМРО ДПМН, но и тоа не го направивте. Се изгради и пушти во употреба сервисна улица кај локалитетот Милци, до граничниот премин и многу други улици, како во градот, така и во населените места. Затоа, и тоа го направи само за 2 години, значи имаше уште 2 години мандат. Вие имавте 4 години локалната власт, но ништо не направивте. Верувајте, граѓаните знаат да направат разлика, и тоа, како го кажа на локалните избори, така ќе го направат и сега на следните избори, ќе го дадат својот глас за тие што прават промени, носат промени, односно за ВМРО ДПМН. Благодарам. Ви благодарам за повторна реплика.